во градскиот парк. Хубавата слика утрово вие носиме заедно со колегата Јован Божиновски. Спомена и ти, мој соговорник Александар Кираджиев, зборуваме на тема детска атлетика, меѓутоа и за последниот успех на неговиот колега Дарио. Добро утро, Александар, како се утрово? Добро утро, Ани, добро утро до сите гледачи на Македонската радио телевизија. Не сме се виделе одамна, не сме прокоментирале на тема атлетика. Благодарам за поканата. Да, секогаш е задоволство. Ајде ќе започнеме со последниот успех. Споменав и јас на почетокот твој колега, што значува за нашата земја? Многу голем резултат. Многу голем резултат во рамки на целиот регион, да речам, не во Македонија, затоа што како да речам, тие што многу добро ја следат атлетиката знаат дека резултати испод 2 часа и 10 минути на маратон е нешто веќе во европски рамки, ајде да не речам во светски, пошто се изродија многу силни тркачи и во рамки на Европа, ама веќе високо котира. Не успеа официјално и да честитам уште еднаш на Дарио Ивановски, ако вчера во некоја преписка се допишавме. Му честитав, значи резултат кој што вреди многу анализи, а моје во една реченица така да се изразам, ако може да кажам, резултат кој што понатаму може во многу добра трка, добро време, во сите погодени услови на едно европско првенство на маратон да земи педестал. Да, вие како врвни спортисти се трудите токму ова ваше знаење, искуство и љубов да ја пренесете на помладите генерации. Споминавме на почетокот, спомена и Бранко, дека зборуваме за развојот на детската атлетика во нашата држава. Да, си ја негуваме детската атлетика, заедно со уште неколку други клубови во рамки на Македонија, во рамки на Атлетската федерација, кој што не го третира, да речам, детска атлетика. Ние и понатаму продолжуваме, веќе скоро 3 години во рамки на нашиот клуб Кираджиев Training Systems. Работиме со категории од 4 години па нагоре, највозрастните девојки ни се 12 години. Се подготвуваме во овој период. Има некоја иницијатива од другите клубови, иако ние веќе организиравме еден надпревар, така го нарековме двомеч, непосредно пред Нова година, со уште еден друг клуб пак Аеродром, заедно каде што ги, да речам, ги измешавме децата и направивме неколку интересни дисциплини во кои што меѓусебно се надпреварува иницијатива и во понатамошниот период да има такви, да речем, мечувања, каде што дечињата пред секи имаат дружба и ќе ги истакна своите капацитети и потенцијали, нели, вид на надпревар, меѓутоа на она детско ниво, не класична атлетика, трки на стаза или улични, туку класична детска атлетика. Продолжуваме, како што реков, и понатаму да работиме и ги покануваме и други дечиња кои што се уште не се приклучиле, кои што размислуваат во кој спорт да се усмерат, да дојдат да видат што работиме ние во рамки на нашиот клуб. Значи, еве, детска атлетика или како што ја љубам да ја наречам, психомоторика, значи она што токму тоа што им треба на децата во рана возраст. Да, како да се започне со спортување. Има ли идеална возраст, има ли ограничување? Често сме го дискутирале овој на некои панелни дискусии со некои други тренери кои што работат детска атлетика. Некоја граница би се рекло од 6 години па нагоре веќе, да речем, оптимална возраст за деца, пред се заради нивното ментално присуство на тренингот. Значи 4-5 години, јас ќе појдам од мојот Вања, он почна со 5 години и некако како да не беше присутен на тренинг. Он тренираше, ама повеќе, нели, она игра му е низ главата, го интересира нешто друго. А веќе од 6 години веќе се присутни, веќе слушаат, знаат што прават. Така да 4-5 години еве ние практикуваме со цел да ги усмериме децата што и како, и има, нели, од до, има индивидуална, има дечиња со 4 години кои што се присутни, кои што слушаат, има дечиња кои што име паметот повеќе во игра. Така што, еве ќе речам, неги од 6 години па нагоре, деца сериозно може да започнат со детска атлетика. Да, целиот овој процес говорите заедно со твојата сопруга Билјана, ќе ја поздравиме во овој момент, можеби во некоја наредна прилика и таа ќе биде заедно тука со нас. Размислувате ли за проширување, за нешто ново, можеби вклучување повеќе на дамите?
во атлетиката? Да, размислуваме се надевам набрзо и реализација во тој дел, малку проширување на нашиот сегмент во работењето во рамки на клубот. Значи, во рамки на клубот не е само детската атлетика, туку и тренинзи со возрастни кои што се подготвуваат со мене во делот на трки, дали не знам 5-10 километри, полумаратони, маратони и така натаму. Меѓутоа размислуваме ова што го начна како тема е набрзо да започнеме со тренинзи на возрастни. Начелно ќе бидат дами, меѓутоа може и да биде и мешана средина и дами и момци во рамки на клубот, кој што ќе биде Билјана ќе биде ментор, а ќе се работи нешто за поврзано со функционални тренинзи. Значи таму ќе бидат биле застапени луѓе кои што не мора да значи дека се занимаваат со спорт и не мора да се поврзуваат воопшто со атлетика, туку луѓе едноставно кои што сакаат да не знам симнат килограми, да одржат својата форма, да изгледат здрав начин на живот. Така е, значи оние кружни функционални тренинзи кои што Билјана дефинитивно добро и одат од рака и набрзо ќе осознаеме и локации каде тоа ќе биде, исто ќе биде во рамки на нашиот клуб. Да, на почетокот го споменавме успехот на Дарио Ивановски. Ајде накусо за вашите следни предизвици, почну оној пролетен дел од сезоната, за каде се подготвувате? Па да, мислам како памтам ние секогаш вака на почеток на сезона или пред самиот почеток на сезона дискутираме, ги најавуваме трките. Она што како таргет трка ни е веќе и пријавено, успеав и да се избоксувам Билјана да биде во таа САП елит група, значи елит да речам тие најдобрите, елит како што беше Дарио во Севиља, САП елит се на подолната линија за на Рим маратон. Тој се одржува на 17 март, таму таргетираме маратон во која што улога јас би бил како пейсер, односно би го диктирал ритамот на Билјана за да успее да направи подобар резултат од незиниот најдобар, кој што изнесува во моментот 2 часа и 53 минути, а зашто да не биде и испод 2 часа и 50 минути, кој што актуелната форма и диктира дека може да успее во тоа. Посакуваме многу успех, очекуваме резултати како и секогаш. Благодарам многу на одвоеното време. Благодарам исто така на поканата и уште еднаш поздрав до сите гледачи. Да, и се гледаме на некоја наредна трка туку во Скопје. Секако. А можеби ќе дојдеме и во Рим, нели? Зошто да не? Да, може. Благодарам многу. Благодарам.